почитувани, единствен начин Зоран Заев да и помогне на Република Македонија е самиот да си понесе одговорност на вечерашниот состанок на Централниот одбор на СДСМ. Граѓаните на избори веќе му кажаат дека треба да си замине заедно со криминалната, расипничката и антидржавната политика што ја практикува повеќе од 2 години. Заев загуби во повеќе од половината општини во Република Македонија, бидејќи лагите и измамите веќе не минуваат. Точно е дека одговорност имаат и председателите на општинските организации на партијата кои молчеа и го поддржуваа криминалот на Заев и на неговите соработници само за некое вработување или поситен бизнис. Тие треба да бидат сменети, но неголемата одговорност е лично Заев и кај неговите први соработници. Зоран Заев мора да понесе одговорност за недобивањето датум за преговори со Европската Унија и за лагата дека датата, како беше кристално чиста, е добиена уште лани. А и заветувањето од него дека Бујар Османи ќе одговара дека ќе има кривична за него заради криминал. Почитувани, Централниот одбор на СДСМ мора да ја смени и Рената Десковска заради сите проблеми во правниот систем, а претходно и во образованието. Единствено што сработи е селективната амнестија и отповикувањето на неотповикливата оставка на директорот на затворот Скопје. Централниот одбор на СДСМ мора да го смени Дамјан Манчевски, познат како Дамјан Нарада, заради 3000 нови вработени во администрацијата, спроведување непотизам и партизација на општеството, на администрацијата која нели беше преполна и тешка. Централниот одбор на СДСМ мора да го смени Оливер Спасовски заради неуспехот да се справи со расцветаните криминал, корупција, убиства и особено заради меѓународните документи кои покажуваат спрега на власта и заштита на криминални групи. Централниот одбор на СДСМ мора да бара смена на Венко Филипче заради пропаста на јавното здравство и секојдневни криминални тендери и приватизирање на здравството, додека повеќе од 1 година без неја епидемија на сипаници, нема ниту посочување на жариштето, на изворот, а се врати и шугата. Централниот одбор на СДСМ мора да ја смени Мила Царовска заради кратењата на пензиите и забошутувањето на аферата со пензијскиот фонд. Уште повеќе заради незината поврзаност со летањето дронови на државна сметка. Централниот одбор на СДСМ мора да го смени Горан Стугаревски, бидејќи 2 години нема ниту 1 метар на асфалт ставено на низ Република Македонија, а 2 автопати стојат во место. Падот на градежништвото и нереализацијата на капиталните инвестиции не се причина, според Заев, за барање одговорност од Сугаревски. Централниот одбор на СДСМ мора да го смени Кочојан Ѓушев, но и Драган Тевдовски, заради колапсот на економијата, бруталното задолжување и криењето на јавниот долг, додека нема ниту една инвестиција, ниту една нова фабрика во земјата. Централниот одбор на СДСМ мора да ги смени и казни блиските советници и соработници на Заев, кои како адвокати влечат огромни суми од јавните предпријатија за адвокатски услуги. Централниот одбор на СДСМ мора да ги смени пратениците и градоначалниците од СДСМ заради трговија на црно и деспотско однесување. Но тие ми се потребни на Заев за да му минува семејниот бизнис. Почитувани, Зоран Заев нема намера да престане со лажење и девастација на државата, претворање на Република Македонија во приватен пашалак на кланот на власт. Тој наместо државни функционери ги менува своите послушници во општинските партиски канцеларии после изборниот неуспех, само во обид да го намали незадоволството и разочарувањето во СДСМ од него. Ке постави своји нови луѓе, за да може да добие уште малку време и да си овозможи поблаго атерирање по падот од власта. Почитувани, Зоран Заев нема да го смени својот однос кон граѓаните, понижувањето, лажењето и девастацијата на општеството кое тоне во немаштија и секојдневно бега од државата. Зоран Заев и неговиот клан се неголемата непогода за Република Македонија. Зоране Заев, не можеш да избегаш, падот ти е неизбежен и ќе биде онолку поболен колку што одолго влекуваш да си заминеш. И благодарам на вниманието.